Што ги составува овие осигурителни компании ги составуваат сопствени луѓе и проценката не беше адекватна. Со откупот на пченицата е драматична. Особено е алармантна ситуацијата во Прилепско-Битолскиот крај. Земјоделците нема на кого да го продадат родот. Иако министерот излезе со изјава и кажа дека е постигнат договор со мелничарите за 14 до 15 денари откупна цена. Земјоделците кажуваат дека никој не ја сака пченицата, не ја купува или им нудат цена од 8 до 9 денари за килограм. Решението е едноставно и ефтино. Владата, согласно Законот за земјоделство и рурален развој, треба да изврши интервентен откуп на 10.000 тони пченица од условно помалите земјоделски производители. Тоа се нешто повеќе од 2 милиони евра, но овие пари државата ќе си ги врати кога во јануари ќе ја пушти пченицата на продажба. Земјоделците треба да знаат дека нема проблем во земјоделството кој што владата, согласно Законот за земјоделство, не може да го реши. Проблемот со пласманот е проблем на државата, особено за вакви стратешки производства како што е пченицата, бидејќи ние зборуваме за лебот на граѓаните. Аграрот е тежок сектор. Тој мора да се следи, да се реагира навреме, да се прогнозира. Она што оваа влада го прави изминативе 7 години е само гол популизам и предизборно купување гласови со субвенции. Токму затоа, изминативе 7 години, 20.000 хектари имаме помалку под пченица или помалку произведуваме 60.000 тони. За да се намали овој негативен тренд, треба, за да се стопира овој негативен тренд, потребни се долгорочни мерки. Долгорочните мерки се во намалување на производната цена на пченицата. Доколку земјоделците имаат 50% поевтина нафта, 30% поевтини репроматеријали и доколку ги добиваат субвенциите навреме, тогаш нив ќе им се исплати цена и од 9-10 денари која што сега им се нуди од страна на откупувачите. Ова се долгорочни мерки во намалување на производната цена на пченицата за да немаме вакви случаи како оваа година.